Почитувани ученици, добар ден. Јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по историја и по граѓанско образование. И денеска уште еднаш ќе се потрудам да помогнам на учениците од 7 одделение да совладаат наставна содржина по предметот историја. Денеска треба да зборуваме за еден од најголемите настани кои што некогаш се случил во историјата на човештвото, а тоа е големата преселба на народите. Настан кој што за секогаш ќе ја промени картата на Европа, не само во поглед на тогашните политички граници, туку и во поглед на етничката структура на Европа, а зошто е тоа така, ќе видиме во текот на ова видео кое што го работиме. Сега, веќе знаете дека важно за секој историски настан е да има или да се пронајдат поводот, причините и последиците. Зошто? Бидејќи на таков начин може само да ги анализираме работите и на таков начин може да сватиме што е тоа што се случило во минатото. Па така да видиме ние кои се причините за големата преселба на народите. Иако историчарите истакнуваат повеќе причини, сепак ние ќе земеме 3 како главни. Првата причина е потрага по плодна почва, односно тие кои што се иселувале од одредени подрачја, се претпоставува дека се соочувале со зголемено население, па така, поради тоа ќе се појави недостиг од плодна почва, која што требала да се компензира со тоа што ќе се пронајдат нови плодни површини, па наводно тоа е една од причините која што ќе ја поттикне големата преселба на народите. Втората причина се климатските промени. Се претпоставува дека териториите кои што ги населувале, особено централниот дел на Азија, дека се соочувале со заладување и тоа ги принудило да бараат потопли предели, па така, исто така дека тоа е една од причините за започнување на големата преселба на народите. И трета и можеби најзначајна причина е притисокот од кинезите со кои се соочувале, особено хуните. Бидејќи хуните и кинезите биле соседи, многу често војувале еден со друг, па така, кинезите започнувале да ги напаѓаат хуните, овие биле принудени да се повлекуваат, односно да се движат на запад, па така ќе налетаат на други племиња, односно готите, и ќе видиме што се случува. Ние, овие племиња за кои што зборуваме, ги именуваме како варварски племиња. Зошто варварски? По терминот варварин се означува некој кој што е нецивилизиран, односно има ниско ниво на цивилизација. Се работи за племиња кои што немаат развиена писменост, племиња кои што немаат свест за создавање на држава со институции, туку едноставно тие се насочуваат само кон плячкашки походи и се трудат да ограбат колку што е можно повеќе, затоа ги нарекуваме варварски племиња, бидејќи се разликувале многу од тогашната позната цивилизација, особено во Европа, која за која во овој временски период синоним беа западното и источното римско царство, едни држави кои што се одликуваа со развиена архитектура, институции, градски живот, урбан живот и така натаму. За разлика од нив, овие племиња живееле многу поинаку. Сега, ова вие како се раздвижуваат варварските племиња. Веќе ви кажав дека практично кинезите се поттикнувачи на големата преселба на народите
И отприлика овде кај што оваа стрелка, за жал нели тука не се гледа овој тука предел, само сакав да видам нели карта некоја дали ќе најдам. Ова е отприлика овој тука предел кај планината и реката Урал, односно делот кој што денеска означува природна граница помеѓу Европа и Азија. За жал нели тука не се гледа и Каспиското езеро и практично таму се наоѓа еден дел природен кој што го нарекуваат врата на народите. Тоа отприлика нели овде. Зошто? Бидејќи се претпоставува дека голем дел од овие народи поминале низ овие тука предели и затоа нели се означува како порта или врата на народите. До тука ќе дојдат хуните, ќе се соочат со племињата готи, кои што во тој временски период се делеле на западни, односно визуготи, и на остроготи, односно источни готи. Тука неминовно ќе дојде до судир помеѓу хуните и помеѓу готите и со овој судир некаде во 375-та ќе започне големата преселба на народите. Практично 375-376 се смета дека официјално започнува големата преселба на народите. Во оваа битка практично готите ќе бидат разбиени и ќе бидат принудени да се раздвижуваат кон запад, односно кон Балканскиот полуостров. После ова хуните ќе се населат на територија на денешна Унгарија, односно во областа наречена Панонија. Во таа област тие практично ќе формираат своја собствена држава. Особено ќе зајакнат кога на чело на хуните ќе дојде Атила и ќе направат голем племенски сојуз во кој ќе влезат и други племиња, но она што е најважно, дека тие ќе навлегуваат длабоко на територијата на Византија. Ги гледате сите овие стрелки каде што тие ќе се раздвижуваат, ќе навлегуваат на територија на Западното Римско царство и ќе представуваат најголема опасност за европските цивилизирани држави во овој временски период. Ќе имаат навистина големи успеси. Ете една илустрација, се претпоставува како отприлика нели изгледал Атила. Сега ви кажав дека ќе навлегуваат насекаде низ Европа и тоа ќе придонело да почне да се одвива процес во кој нели би се случила една битка во кој за секогаш би се средили односите помеѓу цивилизираните и помеѓу нецивилизираните. Било очигледно дека до голема битка мора да дојде, па така во 451 година хуните заедно со остроготите ќе се упатат нели кон територијата на Западното Римско царство. Западното Римско царство со својата војска, меѓутоа исто така поддржани и од визуготите, односно од западните готи, исто така ќе се упатат на местото наречени Каталунски полиња и во 451 година ќе се случи голема битка во која нели хуните за прв пат ќе бидат поразени. Па така практично, после оваа битка започнува и постепеното пропаѓање на хунската држава. Гледате од кога до кога постоела, од 406 до 454 година, но она што е најзначајно, а треба да се знае дека во 453 година умира или починува големиот хунски водач Атила, а после една година нели овој сојуз ќе се распадне. Со тоа хуните повеќе нема да бидат толкава опасност во Европа, но големата преселба на народите продолжува и ќе видиме во меѓувреме што се случувало.
Сега, ова е една илустрација за тоа како изгледаат хуните, како изгледаат нивните живеалишта. Гледате навистина многу примитивно. За нив е најзначајно што тие биле врзани за нивниот конј, речиси целиот живот го поминувале на конј, па дури и одредени собири, состаноци, кога се случувало тие племенски сојузи да организираат советувања, тие не се симнувале од конјот. Тие сметале дека човек кој што изгледа мазно, односно човек кој што нема брада, дека е убав човек, за разлика од едни други племиња, лонгобарди, кои што носеле долги бради, па сметале дека човек кој што носи долга брада дека е убав, за разлика од нив, хуните гледаме како се замислувале себе си, како изгледале и како па може да се каже прифатиле дел и од некои цивилизацијски вредности, но она што се нарекува суштина на цивилизацијските вредности, тие сепак не ги прифатиле, туку се ориентирале исклучиво кон плячкашки походи, а не кон создавање на една држава. Ова отприлика како изгледа Римското царство од периодот 493 до 526, односно тоа е временски период кога Западното Римско царство не постои, бидејќи во 476 година се распаѓа под навала на варварските племиња. Сега, тоа е период кога се создале навистина големи, да кажам, варварски држави. Ова ви е картата од тој почетен период и можете да видите колку се варварски племиња се создали. Остроготите, кои што може да се каже дека ќе бидат виновни за распадот на Западното Римско царство, гледате дека ќе формираат своја држава во северниот дел на Апенинскиот полуостров. Исто така ќе биде создадена држава и од страна на лонгобардите, кои што после тоа ќе ги преземаат овие предели. Еве каде се наоѓаат лонгобардите. Така наречените гепиди ќе создадат држава на местото практично на хуните. Франките ќе создадат, гледате, своја држава во Северна и во Западна Галија. Во Источна Галија своја држава ќе формираат бургундите, додека своја држава ќе формираат и визоготите овде. Тоа ќе биде и гледате после тоа и ќе се прошируваат. Центар на визоготската држава ќе биде градот Тулус. Исто така своја држава ќе формираат и вандалите, кои од територија на денешна Германија ќе се спуштат и ќе дојдат до територија на Северна Африка. Сега сакав да ви кажам дека, само да видиме, ќе биде населен и британскиот полуостров, односно англите и саксите ќе формираат своја држава овде и гледаме дека практично целата територија на Европа ќе биде буквално преплавена од така наречени варварски племиња, додека Византија се уште се трудела да ги чува своите граници, иако тоа е временски период кога ќе започне и преселбата на словените. Што е важно за вандалите? Веќе ви кажав дека вандалите ќе формираат своја држава на територија на Северна Африка со центар во градот Картагина. Во 455 година, додека Западното Римско царство се уште обстојува, тие ќе навлезат во градот Рим и ќе направат пустош, односно ќе го плячкаат и ќе го ограбуваат градот, ќе палат дел од градот, меѓутоа исто така што е значајно е тоа што ќе уништат дел од културно-историските споменици
едни градби кои што сведочеле за историјата, дел од нив за жал ќе бидат уништени од вандалите, па така тогаш се појавил терминот вандализам и ден денеска во 21. век уништување на културното наследство се означува како вандализам. Ете од каде се, значи, започнуваат, како се движат и каде е создадена оваа нивна држава. Оваа нивна држава ќе биде уништена од големиот византиски владетел Јустинијан. Збор два, нели, ќе кажеме за готите. Ви кажав дека готите се поделиле во две групи, на западни или визоготи и источни или остроготи, значи и нивните држави ќе обстојуваат одреден временски период и за двете држави кажав дека едните ќе формираат во северниот дел на Апенинскиот полуостров со центар во градот Равена, другите ќе формираат држава со центар во градот Тулус. Еве ви ги визоготите, еве вија нивната држава, еве ви го нивното раздвижување. Гледате од каде дојдоа, се сеќавате, прво од овде, па дојдоа на односно од, нели, портата на народите кои што споменавме, па дојдоа на Балканскиот полуостров, оттаму се раздвижуваа и дојдоа, нели, во овие предели помеѓу територијата на Галија и територијата на Апенинскиот полуостров. Тие се отприлика најзначајните држави кои што, нели, се случија, односно кои се формираа, и на крај како заклучок можеме да донесеме дека како последица на сето ова пропадна одредени цивилизирани држави како Западното Римско царство, поради големиот број на војни се намали бројот на население, се уништија одредени цивилизацијски вредности и се создадоа нови држави со, нели, нови центри на моќ. Од прилика тоа е тоа, се надевам дека беше јасно и се надевам, нели, дека успеав да ви задржам внимание. Од прилика тоа е тоа, ќе се видиме со наредното видео и со наредна лекција.